Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Овој пат во целост издание кое го посветуваме на гастрономијата. Имаме талентирани ученици од средното стручно угостителско училиште од нашиот град Ванчо Питошевски, кои се гости тука во студиото на ТВМ телевизија, нивниот ментор, професионален готвач и дел од Гастромак асоциацијата. И да ги представам мои гости Владко Георгиевски, Анастасија Чутрова и Христијан Китанов. И ако на крајот од емисијава и ви се сојаде и добиете апетит малку повеќе, тоа е нормално. Добар ден и добро ми дојдовте, како сте? Добар ден. Добар ден. Владко, ќе започнам со тебе. Чисто ме интересира на самиот почеток да ми кажеш што еден готвач го прави добар готвач. Колку е потребно да се работи? Па многу фактори влијаат за да си добар готвач. Пред се треба да имаш и карактер, да си човек. Второ, треба да ја сакаш храната. Треба да си љубител на храната. Па многу работи. За да си добар готвач, многу работи влијаат. Треба многу труд, многу вложување во себе, предпоставува. Вложување. Од колку работи Владко се откажа за да стане готвач? Од многу работи. Значи треба и откажување. Треба и откажување. Не, ако сакаш да вложиш многу труд, многу работа, ти треба многу време и така да мора да ги скратиш негови работи за да добиеш по време за. А колку уништени садови има за Владко? Па има. Многу? Многу. Анастасија и Христијан, како сте, добри? Добро. Како дојде до соработката со вашиот ментор и како Владко ви стана ментор? Вие сте ученици, едниот е втора, едниот е трета година во средното стручно училиште угостителско од нашиот град. Па да. И каква беше првата средба? Потоа ќе зборуваме за настапите и учествата на надпревари, за успесите. Меѓутоа, како беше првата средба, ќе ми кажеш? Па јас знаев за Владко. Мислам, он е познат професионален готвач и дојдов до идеја да го контактирам и да го прашам дали би можел да ме спрема за некој од надпреварите, да ми помогне во тоа што сакам да го остварам, желба. Тој прифати, секако, разговаравме и еве сега сме во Гастромак заедно со него. Ти како? Првата средба имавме во винарија Стоби. И подоцна исто така го исконтактирав и се договоривме за првиот надпревар во Турција. Така, прашање и за двајцата. Од каде ова љубов кон гастрономијата, од каде љубовта кон готвењето? Па уште од најмали Денеска нозе. на многу домакинки кај нас. Домакинки што зашто тето. По некој непишано правило треба да готва, да им речеш да готва леле мајко. Па кај мене од мали нози, значи сакав секогаш да бидам готвач, професионален. Пробував, експериментирав и се и дојдов до идеја да се запишам во ова средно училиште во Охрид. И желбата полека се остварува. Така. Ти, Христијан? Па ми се јави желбата во 7 оделение. Експериментирав дома, пробував разни рецепти со мајка ми исто така. Пробував ми, се запишав. И го избра угостителското Да. училиште. А овде кога почнавте да работите на практичен дел во кујна, се сеќавате на вашиот прв успешен рецепт? Да. Кој што сте го реализирале до крај, сте биле задоволни вие, а биле и други? Да, па мојата прва пракса беше во винарија Стоби исто, во ресторанот нив, не? И па не знам, мислам они ми дозволуваат да готвам, ме учам на многу нови работи. На крајот праксата секогаш имав да направам нешто, имаме нарачка, да ја направам цела нарачка и да видиме дали ќе биде успешна. И тоа првата нарачка беше за пилешко во кари сос, баш добро ми текнува и стварно добро поминав тогаш. Така. Ти како се сеќаваш на првиот рецепт? Па да. Кај мене беше фетучини со 4 видови на сирење. Аха. И испадна. Ме интересира колку кај готвачи, Владко и ти можеш да одговориш, колку е важно на готвачот кој што го прави јадењето, него да му се допадне. Или треба мислење екстра? Најважно пред се е него да му се допадне. Така? Доколку него не му се допадне, што очекуваат од другите? Така. А се соочуваш ли со проблем кога ќе одиш во било кој ресторан да си повеќе критичар на јадењето отколку да уживаш во јадењето?
Па да бидам искрен, има ситуации кај што не е добро јадењето, па мора да го искритикуваш нормално и професијата ти дозволуваат малце да го искритикуваш дека не е тоа што се барат. А нормално има и пофалби. Ако е добро вебендисата во изглед, во норматив, во вкус, нормално дека ќе го пофалиш. Така. Вистина ли е дека еден добар готвач го прави добар готвач после оние техниката, како што кажа, вкусот истенчен и количеството на рецепти кои што ги знае? Бројот на рецепти. За новинарите велат колку повеќе контакти имаш, толку подобар новинар. Не е што ќе напишеш и како ќе го напишеш, туку колку повеќе контакти имаш. Па вака, пред се искуството си оправи своето. Искуството си оправи своето. Нормално сега е модерно време кај што сиве готвачи преземе нешто на интернет, си пробуваат свои рецепти да се направат. Второ, многу е битно да се знае нормативот на јадењето, кои состојки треба да ги содржи јадењето. Не е добро само да го натрупаме јадењето и да кажеме дека е добро. Ако е пренатрупено, сепак нема да е добро. Колку да е вкусно, нема да е добро, бидејќи се знаат, се имат секој јадење нормативи и мора да се придржаваме на тие нормативи. Така, сигурно. Станува збор за екзактна наука. Нема тука многу место за импровизација. Има место за импровизација и за малку фантазијата да играме и тоа се знае. Постојат рецепти. Ви сега ние како гастромак сме членови на ВАКС и ВАКС е светска асоциација на шефови на кујни. ВАКС си има стандарди. Тие стандарди сегде се почитуваат во светот. Си има стандарди, кои се стандарди се за предјадење, кој е за главно јадење, кој е за десерт, што треба да содржите едно јадење како главно јадење, што треба да содржите едно јадење од риба или предјадење, или да речеме имаме јадење од паста, колку треба да содржите норматив, колку треба да содржи сос во јадењето, не е само да се дури сос. Јас на 3 места во Охрид во 3 ресторани, ова вистина. Имам нарачено, имам јаден од Цезар салата, во сите 3 различни состојки. Да. Мислам, не сум готвач, не сум професионален, лаик сум в крај, аматер сум в крај, ама барем можам да видам ова како некоја сезонска салата, ќе ставиме прелив и оние крутони како ги викате и крај на програмата. И тоа е тоа. И Цезар салата, а и пилешко да имало, да. Тоа беше заедничко. Барам што беше заедничко, зашто имаше многу други различни работи. Не, а ти ми кажуваш дека има, знаеш, нормативи... Цезар салата, се знае која е Цезар салата, сега нормално некој може додаве нешто, ама не е тоа кој што треба да изгледат. Секој што е гурман и што ја знае таа салата, нормално ќе реагира доколку не е таква како што е порачал. Сепак тој што е порачал веќе е знае каква е. Така, треба и постојат одредени нормативи. Анастасија и Христијан, се вративте, бевте и двајцата на Шумадија саем? Не, само јас. Само ти беше? Да, само јас. Кажи ми како помина? Супер. Освоив бронза и сребро. Бронзата освоив индивидуално за чоколаден десерт, а среброто е екипно. Така? Екипно се надпреварувавте или бевте поделени? И екипно се надпреварував јас со колегата Горан Дукадиновски, кој што моментално не е тука. Ние двајца се надпреварувавме. Така. Исто за чоколаден десерт. Исто за десерт? Колку време имавте за подготовка и колку од она временска, колку имате временска рамка за подготовка на едно јадење, без разлика дали е главно јадење, предјадење или десерт? Па на овој надпревар имавме 45 минути. И за екипно и за индивидуално. Така, за бронзата со што се представи? Со бронзата со јаболково вино со сос од ананас и бела чоколада. Така, колку кажа 40 и кусур минути? 45. Ти беа потребни да го подготвиш. Да. Рецептот кој ти го даде? Како го е? Мојот ментор. Така? Да. Колку пропаднати обиди имаше и ги го погоди од прва? Беше погоден од прва, да. Браво. Христијан, на колку надпревари имаш учествувано? До сега само на еден, во Турција. Така? Што се случуваше во Турција? Па се надпреварува во категоријата паста, имав околу 25. Моето омилен.
Околу 25 минути и освоив сребрен медал. Така? Што подготвуваше? Тестенини во вид на лептермашна. Аха. И сос Сос од домати. од домати? Колку време ти беше потребно? Околу 25 минути. Така. Ме интересира ова прашање за двајцата. Одите, ми зборувате конкретно за Турција, меѓународен натпревар. Претпоставувам дека од другата страна, ајде вие работите исто со професионални готвачи, се, но од другата страна имаш исто имиња реномирани кои треба да те судат и кои треба да те оценуваат. Имате трема? Јас во Турција, пошто беше најголем натпревар, немав трема, ради тоа што се чувствував сигурна во себе и Владко добро ме спреми, мислам, имавме топ рецепт и немав никаква трема, само влегов во бокс, направив што вежбав и тоа е тоа. Со одлични резултати на крај. Во Турција што се представи и кој резултат го имаш? Јас во Турција се представив со пилешко и имав бронза. Да не беше во кари, како прво? Не, не беше во кари. Така. Имаше бронза. Се сеќавате на оние кои што освојуваат? Што е потребно злато да освоиш на вакви натпревари? Злато? Па се мислам треба начинот на работа, треба да професионално да работиш во тој бокс. Јас како Ајде, кажи, открини, ова е цела наука, не... За злато да освоиш, треба многу термички обработки да направиш. Во една рецепта најмалце требите 12 до 13 намерници да имаш и сите термички да ги изработиш. Да си дојшол од Македонија со фурна по тебе и све термички да обработиш. Термички све мора да се обработиш и мора да имат тежини на дењето. Еве да земаме еден пример, категорија пилешко. Категорија пилешко за освоиш злато требите најмалце на два различни начини да го направиш. Термички да ги изработиш, ако едното е варено, другото да е пржено, третото да е печено, значи мора термички изработиш, да имаш сос, да имаш вариво или и тоа да е направено некој специфичен. Доста термичка работа. Еве Анастасија имаше сос од црвен граф. Нешто што не е вообичаено за овде? Па овдека не е вообичаено. Пилешки стек, блендиран со куркума, со суво грозје, па имаше доста добар сос од црвен граф, сварен па блендиран со малце лук и зачин. Па као гарнир имаше брокула, морков, исто добро надено и имаме една палачинка праена во зелена боја. Така. Значи тоа крцкао мора да има. Прашање за ученициве. Кое македонско јадење традиционално е вистински бидејќи вие сте ученици, меѓутоа веќе наблегвате полека во тајниви, може и самите да оцените некој работа. Кое е традиционално македонско јадење кое што е вистински предизвик да се подготви, ама како што вика менторов ваш да се подготви како треба со сите нишани. Да. И кое ето може да конкурираме, да одиш и да се представиш на меѓународен натпревар со македонско јадење. Па не знам. Тавче гравче, пошто е лесно изгледа дека може да се натправи, ама има многу специфичности во него. Така не е многу толку тешко. Не е толку лесен изглед за подготовка. Не. Што си го земаме здраво за готово. Да. Кој ти е омилено јадење да го подготвуваш, Христијан? Па пилешко во кари сос исто. Да, тоа ти е омилено јадење за подготвување. Тоа е лесно, тешко? Лесно. Лесно се подготвува. А кој е јадење кој би сакал да научиш да го правиш, а кое што така треба малку повеќе и знаење и вештина? Уште немам некоја цел за да научам некој јадење. Така. Владко, станува збор за професија, кој зборуваме за гастрономија, ајде генерално ќе кажеме, меѓутоа за професијата готвач, за која што години наназад, да не речам ајде со подсмев се гледаше, меѓутоа професијата беше многу подценета од она што вреди. Да не зборуваме како вреди и како е платена на запад, меѓутоа станува збор за нешто што не е тука само на гастрономски момент, правиме живееме во туристичко место. Охрид е туристичко место. И ако имате ресторан кој што има саглам готвач, вие можете туризам гастрономски да си развиете, да ти доаѓаат луѓе не само од Македонија, да доаѓаат од
некаде. Од кога се појавивте Гастромак, работите некако семеја, ја одите на семенуваат и то убаво семенуваат, на убаво. Барате ученици кои што се талентирани или тие вас ве наоѓаат. Учествувате на надпревари и докажувате фактички дека за ова професија во Македонија има и. Па во секој случај да ви кажам допрва ќе почне да се цени нашава професија, бидејќи како гледаме сите во градов има доста недостаток на персонал. Како што кажавте, доста надвор се признават, али ќе дојде време и овдека доста тоа да се барат и да се признават. Мене ми е огромно задоволство и чест да работам со деца. Јас лично појдов во Државно гостителско училиште и ги замолив таму од директорот до сите надлежни да ми пратат мене деца, јас да ги обучувам, зашто сакам деца да одат во нагорна линија. И исто така да направиме една реклама да му докажеме на сиве деца да му излезат пред се желба да се запишете во гостителско училиште, дека од ова професија дали било готваш пред се за гастрономијава, дека може да се живеат. Не е професија што можеме да ја подцениме. И тек до прва многу уште напред нагорна линија ќе одат. Значи до резултатите, вистинските резултати допрва. Допрва. Хајде да направиме една пауза, да одиме со еден блок реклами и потоа ќе си продолжиме со моите гости со разговорот за гастрономијата и за интересните, за убавите рецепти. Бејќи некој рецепт ќе споделите, ќе кажеме, барем нешто да научиме. Да можам дома да се покажам, ето имам готвачи, па нешто да сготвам. Одиме почитувани гледачи со реклами. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Фроузен, Маша, Спајдермен, Мики и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Бутик Хепи, за среќни деца, 20 години растеме заедно. Хотел Тино, долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ќе раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Полни и доби за сите лојални корисници на картичката Верна. Голема јубилејна наградна игра по повод 70 години Макпетрол. Подаруваме многу вредни награди. Со секој впишани 10 поени на вашата Верна картичка добивате по една шанса за награда. Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за добивка. Секој месец подаруваме 2 лаптопа Дел, 2 викенди за двајца во Струга, 10 воучери за гуми, 20 воучери за Лубекс моторни масла, 30 воучери за Кристал Кар средство за стакла, 40 Верна поени во вредност 100.000 денари. Главни награди: 2 скутери Honda, Веспа Honda, чамет со мотор Honda, Honda Jazz, Honda Civic и исклучителната Honda CR-V. Верна ги наградува најлојалните. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Макпетрол. За повеќе информации на verna.mk и macpetrol.com.mk. Одамна се познаваме.
до напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. И како ти најмногу ја сакаш? Гласај за нов вкус од Македонија и може да добиеш фантастични награди. Аргета, добрата страна на лебот. Маркети Агроели. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, одсега и наспроти полициската станица. Богат асортимент на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга. Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо. А кај нас ќе ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита и домашни производи по традиционални рецепти од програмата Ели. За задоволни и срекни потрошувачи. Маркети Агроели. Ем здраво, ем вкусно. Да се ужива во вкусовите на Медитеранот, значи да се ужива во јадранската сардина со врвен квалитет. Природно богата со омега-3 масни киселини. Ева сардина, од срцето на морето. Пролетна акцијска продажба во Кармен Бау Центар со големи попусти на целиот асортиман на Метабо, електромашинен, графите, Топекс, Рехау, Верто и Мимон. Ве очекуваат многу изненадувања и бројни подароци. Акцијската продажба ќе трае од 5 април до потрошување на залихите. Кармен Бау Центар. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence? Со број 7 е во игра Рагатаевски 5, значи ја има смената екипата Пелистер доста, но Кежич не менува ништо. Трет пол. Пововедниот триумф над Еврофарм работник. Ракометарите на Охрид се соочуваат со нов домашен предизвик во надпреварите од плејофот во Суперлигата. Втор ривал на гладиаторите е составот на борецот Велес, кој со пораз од Пелистер ги започна мечевите во елитата. Среда, 19 часот, Спортско-рекреативен центар Билјанини извори. Директен пренос на ТВМ телевизија. 24 во Билјанини извори за Охрид. Ети почитувани гледачи, после краткиот блок на реклами, ние продолжуваме понатака со Јокламата, зборуваме за храната, меѓутоа зборуваме за подготвувањето на храната и не онака како што јас би ја подготвил, туку како што професионалните готвачи и оние кои што еден ден со сигурност можеме да кажеме ќе бидат професионални готвачи, Анастасија Чутрова, Кристијан Китанов и нивниот ментор од Гастромак, Владко Георгиевски, мои гости во Јокламата. Кажа Владко дека 11 години ја работиш оваа професија. Ги прашав Анастасија и Кристијан зошто ја одбреа, меѓутоа не те прашав ти. Ти во некои други времиња. Па, да ви кажам право, јас одамна од мали нозе имав желба да ја работам ова работа. Пред се од
од мојата фамилија исто татко ми е години професионален готвач и покрај него и јас сакав оваа професија. Научи нешто? Па многу научив. Од татко ти? Многу научив. Има нешто што не можеш да го направиш како него или совлада скоро све па дури и подобар си? Па вака сега, има некои работи што викаме ние ќе ти одадат рецептов, ама истата рака не е раката твоја, нешто помалце, нешто појки ќе ставиш, али во главно тука е. Така. Сите ние кои што сме пред телевизорите, јас сум тука пред ТВ приемниците, гледаме дека сиве канали, на сиве канали има оние шоуа за готвење, има дури и канали кои што се посветени во целост за подготовка на храната и подоцна ќе позборуваме малку за оно што се случува таму, за оние сериозни моменти, ама вистина во кујна е гласно или тоа зависи од главниот готвач? Па претежно е гласно. Претежно е гласно, бидејќи ако имате голема екипа и ако имате навистина доста работа, мора малце погласно да свика за да те слушнат и другите. Така, дел си од тимот во хотелот Бетон, така? Колку време? Па година нешто сум таму шеф на кујна во хотел Бетон. Инаку супер работиме. Наведов некој нов метод, систем на работа. Кај нас лесно прифатија или? Па да ти кажам, доста добро е прифатено, бидејќи кај нас го нема тој принцип на работа да се служи со топол тајн или со капак и рети. Значи понов систем на работа, да не речем некој американски систем на работа, кај што туристите доста се изненадени, позитивно изненадени од таков принцип на работа. Уште колку многу си бил си работел и надвор? Да. Уште колку многу треба да учиме во гастрономијата тука? Или, ајде да учиме, најважните работи во животот се крадат. Да украдиме, да видиме однадвор, па да украдиме, да видиме што е добро да го примениме. Пред се таква не работа, што мора да крадиме, со еден збор така, значи мора да следиме и другите што работе, па да дојдат и некој од нас да укради нешто ќе научи, нешто ќе измислиме, не е проблем. Анастасија, првиот успех ти беше во Турција. Да. Така? Колку тоа значи за тебе прво како ученик, после како иден професионален готвач, колкава е мотивацијата и колкава е значењето и колку научи таму? Научи некоја финта, колку имаш навика да ги гледаш готвачите професионалните, ето како Владко што прават, како прават? И колку е важно тоа за еден ученик? Па многу е важно за еден ученик. Например, ние мора, како што рече Владко, да крадиме од професионалните готвачи, од луѓето што имаат многу искуство во таа работа. Во Турција ми беше многу значаен надпревар, прв на светско ниво. Многу сум мотивирана секако напред да одам, затоа што земав трето место, сепак светски ранг и сакам уште повеќе да напредуваме, па здравје Божие до поголеми успеси. Не, па не е таличното прво место, не изгледа далечно кога се стигнала, трето ќе бидеш и прво. Да. Христијан, оно што гледаме денес на сите тие канали каде што имаме подготвување на храна, многу внимание се посветува на презентацијата на таа храна, на декорацијата. Меѓутоа, преги кога ве прашав на ваквите меѓународни надпревари, како се оценуваат, Анастасија ми рече, ако е 100 поени, ако носи целиот оброк, дека 50 по 100 или 50 поени е за вкусот. Меѓутоа, колку си ти вешт во презентацијата и во декорацијата? Па, вешт сум, но можеме уште се надоградуваме. Така. А колку треба да имаш, Анастасија, тука што викаме ние охриѓани, и пиле треба да имаш, треба да те бива, да го украсиш, да направиш, ако ништо повеќе да научиш од тие што знаат и да украсиш, да видиш како прават, што прават. Да. Така, колку се оценува? Се оценува декорацијата? Да, декорацијата е еден од главните делови на секое јадење. Так. Имаме вкус, декорација и начин на работа во бокс. Така. Ги мене садовите во Бетон? Кога дојде? Да. Тоа беше прво што направи? Прво што направи. Значи, пред се морат јас да се наврзам на оценувањето и хигиената е пред се. Хигиената е оценуват.
хигиената, ценовет, изгледот, вкусот. Ми кажа Анастасија и движењето низ кујна, колку си вешт, работењето со нож, работењето на каква даска, значи сите мора да знаат дека месо и зеленчук де се сечи на иста даска. Значи ние си носиме опрема со даски во разни бои за Вистина готвачи носите, ќе те прекинам, ножеви со вас? Да. Секој си има сет ножеви? Да. Од кај ти се ножевите? Мене швейцари се. Да. Вие? Мене ми се поклон, така да. Така, ти? Се уште немам некој Ти од подома што ќе најдеш. Што ќе се најде битно остро да е. Кој е она јадење кој што уживаш да го подготвуваш? Рибата. Така? Да. Да кажеме, кај нас имаме едно прекрасно езеро, што имат што е доста погато и што имат доста од него што да изедеш и да направиш. Јас многу пати на надпрева сум пошел и со јагол, сум пошел и со белвица. Значи тоа искрено рибата ми лежите, обожавам рибата. Посебно нашава риба. Меѓутоа станува збор за оброци кои што се доста специфични. Многу лесно можеш да сгрешиш со риба. Па, многу лесно можеш да сгрешиш, али и доста треба внимание за добро да направиш едно добро јадење од риба. Си бара доста внимание и труд. Тоа што прашав прега Анастасија, ти уште подобро можеш да ми го одговориш. Имаме ли ние традиционално јадење кое има тежина да се надпреварува на некој надпревар, да речеме, со се подготовка, со се презентација, со се состав, со се начин на обработка? Имаме и ту многу имаме. Да не речам дека е гравчето и имаме многу јадење, имаме охридски чумле. Охридски чумле секој што ќе опробат. Многу се фасцинирани од македонската кујна, оние туристи кои што доаѓаат, мои пријатели кои што доаѓаат од нордиските земји, тие од кои ќе ја прават, мене лично ми ма кажа на човек од кој ја пробал македонската кујна и си признам ние немаме горе кујна. Јас сватив дека не сме јаделе храна. Па да ја кажам, кај нас уште го нема тоа мешање на вкусови. Секаде сме малку скептици, си ги чуваме вкусовите. Она што сме навикнати, непцето ни се навикнало и... Да, али во странство надвор многу си игре со тие вкусови. Што, например, по таа модерна кујна со тек на време и кај нас ќе дојде тоа. Да, ќе се примени. Да кажеме збор 2 за гастромак. Колку време постои оваа асоциација, кои се ја сочинуваат и која е, впрочем, и самата цел на формирањето? Па, гастромак се формира година и неколку месеци имат кај што се формира. Јас сум од самиот старт на формирање во гастромак. Целта беше да се здружиме сите готвачи од Македонија. Да направиме едно здружение кај што ќе одиме надвор од нашата држава и ќе представуваме нашата држава и нашите јадења. Така. Нормално со наши рецепти. После дојде до идеја, ние бевме од почетокот бевме едно 7-8 души, професионални готвачи. После дојдовме до идеја дека нас ни фали уште кадар во гастромак и што мора да приземе други личности со тоа што ние кај што сме поискусни во надпреварија и ќе се ментори и така ќе се зголеми бројот на членови на гастромак и ќе можеме да ги покриваме скоро сиве надпревари. Секој месец имат по некој надпревар било каде. Дали ќе е Србија, дали ќе е Црна Гора, дали ќе е Босна. Што ти го направи со Анастасија и со Христијан, претпоставувам другите колеги твои од гастромак го прават по други училишта стручни во... Па да ви кажам да се јас оваа иницијатива само доброволно. Ти си му скаутот? Да, само доброволно бев до Гостителското училиште. Први направивме надпревар. Тоа беше лани во септември месец, во октомври месец, направивме првиот меѓународен надпревар во Македонија од гастромак. И тогаш дојде соработката, бев во Државно гостителско училиште Ваншо Петошевски.
ги замолив да земет учество. Ги замолив да земет учество и му се понудив јас како ментор јас да носам колку што може деца ми пуште, да ги носам, да ги однесам на надпревар, сепак е во Македонија. Така. Не, на страна не, да го осети, да го осети, не се трошоците големи, да го осетите амбиентот пред се кај нас, не имаме доста високо квалификувани суди од ФАКС кај нас, како гости суди беа. И да го осети тој амбиент како е да се учествуваат на еден надпревар. И го спремав Ренато Талески беше детето што ми го пушти, го спремав на паста и освои злато на првиот гастрономски вид. Значи се покажало како полн погодок. Да. Што се спомна вашиот ментор дека допрва ви предстојат предизвиците, што е до крајот на оваа учебна година, каде ќе одите? На што ќе учествувате? Јас сега на 6 април заминувам Бисер Мора, Хрватска. Таму сум на надпревар за пилешко месо исто. Дали на надпревари имаме дали по месо? Тој само за пилешко месо надпревар? Не, има повеќе категории, ја ја одбрав таа категорија. Има рижото, има јагнешко, има риба, паста. Има од прилика околу 10 категории. Да. Што имат и јуниори и синьори. И потоа, повторно Турција? Потоа на 20 април одиме за Будва и имаме после надпревари за Словенија и Турција. Во мај месец, да. И на тие ќе учествувате? Па ќе видиме. Се уште не знаеме сигурно. Јас се спремам за во Словенија. Ти се спремаш за во Словенија. Знаеш од прилика со што ќе се представиш, како ќе се представиш? Па најверојатно модерна кујна. Нешто модерно. Ти што би сакал? Па ќе видиме. Или ќе оставиш на проценкава на менторот? Со менторот ќе се договориме тоа. Правиме некој гулаб. Така, некој гулабче, некоја патолошка. Да. За самиот крај од разговорот, вистина ли е дека најголема сатисфакција за еден готваче, која ќе ве викнат од салата, без разлика дали од ресторанот или од хотелот, која ќе видите насмејано од лице да ви се заблагодари за оно што го јаде? Па, огромно е задоволството кога ќе викни така некој да пред луѓе да и се заблагодари за добро спремано јадење. Искрено, чувството е неопишливо. Так. Пред да одјавиме емисијава, Владко, што е она на што треба да работиме овде? Ето, како општество, ќе ја земам конкретно нашава држава, за да ги задржиме овие деца, бидејќи вие ќе завршите со гастрона, ќе нив ќе ги обучите, ќе им заврши училиштето, ќе ги обучите, ќе завршат можда некоја академија за готвење или ќе одат на факултет за гастрономија. И супер, и ќе добиеме еден готов производ и како гулаво што го спомнав, само ова и нема да остане во тенџере, него ќе се замине. Па вака треба пред се многу да се работи. Треба да се работи, да му се даде мотив на децата да ја засакат пред се професијава. Да се каже дека професијата е доста цената и допрва ќе се ценит. Дека од професијата може да се живее, може да се оформи фамилија и понатака цело да се бави со таа професија. Така. Станува збор за професија, меѓутоа која што бара и многу пот и многу солзи, дека не е туку така. И не треба лесно да се откажува, значи имат и во секоја, како во секоја професија, така и во оваа професија имат пат. Некој пат ќе се разочараш, но сепак треба да се упорни да продолжиш планот. Така. И исто како и новинарите, една негативна критика па не го прави цел живот. Ке добиеш и позитивна, ке добиеш уште една позитивна и она која ќе имаш повеќе позитивни критики од негативни, тоа знаеш дека си добар. Да. Така. Мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Јоклама, за гостувањето во ТВМ телевизија, да ви посакам успех на приватен план, на професионален план исто така. Да ми се вратите со уште повеќе и уште подобри медали. Да се вериме златото. Да. Така, и ќе се видиме во некоја наредна прилика. Вам ви благодарам исто за гостувањето и за... Дајте бе некој рецепт, кажите, ајде ќе забораев сега. А што е потребно за саглам паста, ето? За убаво јадење со домати, ајде сос. Тебе, гледам дека ти било ето тоа фа. Пред се свежи домати, кромит лук за мирис, маслинки, врган печурки. И тоа е тоа. Месо не треба?
Нема. Или по желба, и нема, и По без желба. место поминува. Да. Супер, јас би го прескокнал место. Па и се мијат или не се мијат тестенините? Се Тоа со мијат. мајка ми секогаш Се мијат нормално. Треба да ги миеш од кој ќе се сварат или не? Треба да се измијат. Да. Сега ето има доказ, таа ќе види дека треба да се мијат. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието и ќе се видиме наредниот вторник со уште интересни гости. Ви имајте убаво попладне.